Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 8-миот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। Предлог за мир. Во тие денови ветениот Месија објавил една брошура со наслов "Мирот е подобар", во која дал предлог до муслиманската улема, која за него тврдела дека е лажливец, кој гласел да престанат да му се спротивставуваат и да го остават да го брани исламот. Предложил тоа да биде период од 10 години и рекол: "Ако јас сум лажен, ќе бидам уништен во тој период, а ако сум вистинит, вие ќе бидете спасени од казната, која е предвидена од Бога за непријателите на вистината." Муслиманската улема сепак не се согласила со тоа, туку попрво го прифатиле спротивното, тој да се бори со нив, наместо со непријателите на исламот. Едно патување. Во октомври во 1897 година отишол во Мултан за да сведочи во еден случај. На враќање неколку дена се задржал во Лахор. Овде, минувајќи по улиците, доживеал луѓето да го навредуваат и да го нарекуваат со секакви навредливи и неубави зборови. Јас имав само 8 години кога бев со него на тоа патување. Не можев да ја разберам причината за толкавото незадоволство на луѓето кон него. Се прашував зошто луѓето го исмеваа и зошто му свиркаа секаде каде што ќе поминеше. И сега се сеќавам на еден впечатлив пример. Забележав еден човек кој немаше една рака и ракавот му беше закачен на делот што беше останал од раката. Стоеше на скалите на Везир Кановата џамија. И тој се вклучи во толпата и удирајќи со ракавот во здравата рака извикуваше: "Срамота, срамота, Мирза побегна", сакајќи со тоа да речат дека Мирза Сахиб побегнал од бојното поле. Бев толку вџашен од таа гледка, што долго време не можев да го тргнам погледот од тој човек. Од Лахор ветениот Месија се врати во Кадијана. कि ये जाग में पढ़कर सलामत आने वाली है। Чума во Пенџаб и рецепти за заштита. Истата година во Пенџаб се појавила чума и додека другите верски водачи се спротивставувале на владините мерки за заштита и спречување на болеста, ветениот Месија на тоа дал цврста подршка. Ги известил своите следбеници дека нема ништо штетно во тоа да се усвојат пропишаните мерки. Тоа всушност било наредба на исламот да се прифатат сите мерки и средства кои користат за здравјето на народот. Со оваа декларација тој придонел за стабилноста на состојбата, затоа што во тоа време се ширеле гласови помеѓу луѓето дека владата ја ширела болеста и дека мерките кои таа ги превзема за нејзино запирање и лекување всушност го имаат токму спротивниот ефект и дека сите тие спроведени мерки се во целосна спротивност со исламот. Факт е тоа дека од улемата било издадено соопштение кое известувало дека е голем грев да се напушта куќата во таква состојба. Така улемата била одговорна за смртта на илјадници неупатени луѓе. Кога биле поделени таблети за убивање на глувците, се зборувало дека тие таблети ја шират болеста.
Се приговарало дури и за стапиците за стаорци. Била крената голема врева околу тоа и на некои места владините здравствени службеници биле многу малтретирани. Известувањето на ветениот Месија и однесувањето на неговите следбеници било пред очите на многу други луѓе. Тој им објаснил на муслиманите дека во исламот не им е забрането на луѓето за време на епидемија да ги напуштат своите куќи и да живеат надвор од заразените села и градови. Забрането е да се оди од еден во друг град, затоа што така може да се пренесе заразата. Предлогот на ветениот Месија за лек против јавните нереди во Индија. Овој период бил период на најголеми немири кои се засновале на верските несогласувања и годините 1897 и 1898 биле години кои се истакнувале во тој поглед. Противењето кон ветениот Месија растело и луѓето незадоволни од политичката состојба ги користеле религиските судири за да ги свртат луѓето против владата. Ваквата состојба ја навела владата во 1897 година да донесе закон со кој ќе се забранат бунтовите. Но и покрај таквите мерки, земјата стремела кон нелојалност. Законот всушност воопшто не ги поправил работите, затоа што Индија веќе важела за земја на религиите, а нејзините жители се такви, кои многу полесно би пламнале во бес заради религијата, отколку заради политичките прашања. Тополнетиот закон не донел одредба за спречување на религиските спорови, зашто во времето кога тој бил донесен, владата не ја сваќала неопходноста за таква состојба. Точката од договорот што владата ја имала пропуштено, ветениот Месија ја забележал од своето независно гледиште. Во склад со тоа, тој во 1897 година изготвил и испратил белешка до неговото височество лордот Елгин, тогашен подкрал на Индија. Победата на Индија, која исто така независно била отпечатена и поделена и во која му објаснувал на подкралот дека религиските спорови се во основа на најголемите проблеми и побуни. Религиските спорови постојано го бранувале јавното мислење и оние кои профитирале од создавањето на нередите ја користеле преданоста од таквата состојба против државата. दिलों में इस निशान से इस्तिकामत आने वाली है खुदा के Ветениот Месија затоа предложил употребата на навредлив и провокативен јазик во религиските расправи и дискусии да биде доведена во рамките на законот и предложил 3 начини за постигнување на истото. Под 1. Законот, оставајќи слобода на следбениците на секоја религија да ги прокламира и толкува посебностите на својата вера, треба истовремено да ги спречи од напад на било која спротивна вера. Ваквиот закон верските слободи ќе ги остави недопрени, а при тоа нема да може да биде обвинет дека покажува особена наклоност кон некоја посебна вера, ниту би ги навредил следбениците на било која вера, заради тоа што го одзема правото да напаѓаат друга вера. Под 2. Ако првиот предлог не може да биде прифатен, тогаш може да биде забрането поднесувањето приговори против друга вера, кој исто така може да се поднесе и против нивната собствена. Со други зборови, не треба да биде дозволено да се наведуваат работи против друга вера, ако истите се дел и од собствената. Под 3. Ако вториот предлог може би изгледа непрактичен, предложен е и трети збор, владата да треба, консултирајќи се со секоја заедница, да изготви листа од меродавни книги од нивната вера и да забрани на било кого да приговара против определена вера, ако тоа не е во согласност со светите книги на истата. Кога обвиненијата се засновани врз неединствени мислења и неосновани приказни кои излегуваат од следбениците на некои вери, единствената можна последица е зголемувањето на штетата и непријателството. Да биле спроведени од владата во тоа време, тие предлози, многу од нередите и проблемите кои избиле во наредните години ќе биле спречени.
Но во тоа време владата не ја ценела потребата од некој ваков закон и неизините советници не можеле да го забележат зголеменото ширење на некои одредени активности кои го привлекле вниманието на пратеникот на времето. Сепак после цели 10 години, во 1908 година, владата донела закон со кој им забранувала на следбениците на било која религија да ги напаѓаат или да употребуваат груб или провокативен јазик против представниците на другите вери. Казната која била пропишена за кршењето на тој закон се однесувала на собственикот на печатницата, која ќе печатела таков зајадлив материјал. Тој морал да остави влог, како сигурност дека во иднина нема да печати повеќе такви нешта, или во спротивно влогот ќе му биде запленет. Но законот бил донесен многу доцна и не можело да се очекува тој да има таков резултат, како што би имал да бил донесен во времето, кога бил предложен од ветениот Месија. Всушност, коренот на сите проблеми во Индија лежи во религиските разлики и судири кои со необичниот и промислен процес на манипулација од страна на луѓето кои ги создале нередите, биле користени како повод за бунт против државата. Кога и да бил направен непристоен напад на било која вера, која секако им е драга на нејзините следбеници, тоа им одговарало на целта на оние кои го создавале нередот и лажно да ги убедат неуките маси дека сето тоа се случува заради пропустите на владата, која дозволува таков прогон и угнетување. Така масите се свртувале од вистинскиот виновник и станувале незадоволни од владата. Во 1898 година, еден муслиман кој се преобратил во христијанин, објавил простачка книга клеветејќи ја сопругата на честниот пратеник на исламот салаллаху алейхи веселем. Тоа навредливо издание жестоко ги потресло муслиманите. Ветениот Месија изјавил дека тоа може да го разниша мирот во земјата. Муслиманската асоциација во Лахор спремила молба до владата, барајќи тоа издание да биде забрането, но Советот на ветениот Месија бил против тоа, затоа што на тоа можело да се гледа како на слабост на муслиманската страна. Наместо тоа побарал да се издаде строго побивање, но асоциацијата не ги послушала тие зборови и доживеале неуспех, како што било и предвидено од ветениот Месија. Ставот што тој го заземал помогнал да се обезбедат вистинските права на муслиманите, да ја бранат својата вера и муслиманските честни личности од сите напади. नुकसान नहीं हरगिज़ कि ये जान आग में पड़कर सलाम. Обединување на джемаатот и неуспехот на непријателите. Истата година, во поглед на зацврстувањето на организацијата на својата заедница, тоест како би се задржале и зачувале нејзините препознатливи одлики, тој објавил правила во врска со склопување на брак и некои останати општествени односи и го забранил склучувањето на брак на ахмади жените надвор од заедницата. Исто така, таа година ја повикал владата да ја испита вистинитоста на неговите тврдења, нудејќи им при тоа јасно да го докаже со одредени знаци. Намерата на овој повик била да им ја обзнани на државните службеници својата мисија и таа цел била постигната. आने वाली है निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा. अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है. Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.